Значи 22 имаме присутни, што укажува на фактот дека можеме полноважно да работиме и да одлучуваме. Оваа седница ќе водам јас врз основа на членот 57 став 2 од Деловникот за работа заради оправданото отсуство на председателот на Советот, господинот Мирослав Шиповиќ. Тој исто така има најавено отсуство. Го известувам Советот дека за денешната седница се поканети и представниците на средствата за јавно информирање. Инаку за работата на денешната седница го предлагам дневниот ред. Пред да го предложам дневниот ред, би сакала да укажам на фактот за потребата од свикување на вонредна седница. Таа е свикана врз основа на побарувањето на група на советници од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, која што на иницијатива на управниот одбор и надзорниот одбор на јавното предпријатие за паркинзи на општина Центар и по предлогот на градоначалникот на општина Центар, господинот Андри Жерновски. Значи, врз основа на овие три елементи, односно факти, а врз основа на член 61 став 2 од Деловникот за работа на Советот, ја свикав седницата која што е во тек. Молам градоначалникот да образложи потребата за предлогот за работа и свикување на вонредната седница. Во ред, значи го поканувам директорот на јавното предпријатие паркинзи на општина Центар, господинот Саша Богдановиќ, да образложи иницијативата за свикување на оваа вонредна седница. Благодарам. Добар ден, најпрво сакам да ве поздравам сите за присуството и да ви се заблагодарам што одговоривте на повикот за вонредната седница. Би сакал во ова мое излагање чисто да образложам ситуацијата која настана минатата недела и сите тие компликации и проблеми кои ќе се случуваат или се случуваат со минатонеделните случувања по паркинзите што ги стопанисува јавното предпријатие. Најпрво сакам да го информирам Советот дека јавното предпријатие на паркинзи општина Центар во својот дел на работење има стопанисува со неколку сектори, тоа се секторот Капиштет, секторот Буњаковец, секторот Дебармало, Пролет и затворените паркинзи Ауто Македонија или Зелен пазар, тргот Текстил, Дом на градежници, катната гаража кај Судска палата и нулта зоната која се наоѓа кај улицата Максим Горки. Со доаѓањето, односно со моето започнување со вршењето на должност на директор на јавното предпријатие од 17 мај 2013 година, направивме еден преглед да видиме каква е состојбата со јавните паркиралишта, односно со секторите со кои што стопанисува јавното предпријатие паркинзи на општина Центар. Тоа го направивме од причина што сакавме да видиме каква е ситуацијата и дали во тие делови, односно тие сектори може да направиме некои подобрувања или да видиме колку тие сектори може да се направат некои промени како би се зголемиле, односно дајаме некои предлози како би се зголемиле бројот на паркинг местата, како би се овозможило повеќе паркинг места за граѓаните пред се на општина Центар. При самиот увид утврдивме дека дел од сообраќајните проекти кои што ги има порачано општина Центар немаат соодветна согласност од град Скопје и добиено решение од град Скопје пред се согласност од МВР,
кои се надлежни за давање на согласност за сообраќајни проекти на територијата на град Скопје. По самото тоа, воспоставивме контакти со секторот сообраќај во град Скопје, каде што имавме неколку конструктивни состаноци, каде што ни беа напоменати проблемите и забелешките кои ги има на проектите по кои некој претходно постапувал. Започнавме да правиме, воспоставивме контакти со сите проектанти кои што ги работеле проектите, односно кои биле изнајмени кои по налог на општината ги изработувале проектите за динамички стационарен сообраќај, и на истите им воочивме кои се забелешките и од МВР и од град Скопје и по кои и истите тие, бидејќи се обврзани да ги завршат проектите така како што треба со сите забелешки, им дадовме насоки налог тие истите да ги средат. Во меѓувреме, додека траја сите тие подготовки на проектите, имаше во почетокот на септември, по завршување на летните одбори, еден состанок во град Скопје, каде што на состанокот беа присутни од секторот сообраќај за град Скопје представници, од јавното претпријатие, вклучувајќи ми мене, инспекцијските служби за патишта од град Скопје и представници од Министерството за внатрешни работи од секторот сообраќај. Таму уште еднаш не беа кажани забелешките по кои треба да постапиме. Ние побаравме само да ни се остави извесен период кој навистина е потребен за да сите тие забелешки се отстранат и како сите тие проекти би биле одобрени така како што треба. Одма утре дента добивме записник од град Скопје каде што ни беа наведени кои сектори, кои улици они ги сметаат за спорни и по истите треба да се направат измени, дека за тоа имаме само еден месец временски период. По тоа укажување се обративме неколку пати до град Скопје, до градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски и до секторот на МВР, каде што рековме дека тоа искрено не е доволно време, каде што ние може да ги измениме проектите, за кои што искрено не сме виновни затоа што некој друг ги порачувал и не постапувал по забелешките кои биле праќани и до општината и до јавното претпријатие. И замоливме да ни се даде разумен рок како тие проекти ќе бидат исправени. Сакам да се надоврзам на овој проблем кој настана. Претходно исто така имавме допис од градски паркинг. Мислам дека сте запознаени имаше една пресконференција за тоа, каде што ни бевме информирани дека градски паркинг се спрема да превземе дел од паркинзите кои ги поседува, односно ги уредува општина Центар или јавното претпријатие. По неколку разговори ја смиривме топката и од таму нападите престана. Сега малку повеќе во последниот период се интензивира, со последните случувања се интензивираат нападите врз јавното претпријатие, со што сама штета и ја трпат само граѓаните на општина Центар и никој друг. По укажаните забелешки кои ги имавме и дадениот рок, писмено се обративме до сите институции кои беа опфатени да ги замолиме за да одложат постапувањето. Значи, записникот од инспекцијските служби на град Скопје беше дека во случај доколку не се реализираат проектите во дадениот рок кој што они го дадоа, ние тврдиме дека е мал, дека ќе биде отстранета целата вертикална и хоризонтална сигнализација на сите улици кои што се патем под ингеренција на општина Центар, а со кои стопанисува јавното претпријатие. Мислевме дека ќе добиеме разумен рок, но сепак изминатата недела во четвртокот, почнувајќи од 10 часот, јавното претпријатие улици и патишта по налог на инспекцијските служби започна со отстранување на вертикалната и хоризонталната сигнализација во секторот Дебар Мало, односно поточно Дебар Мало 1. Со самото тоа се случуваат следниве работи. Се уништува самиот проект за бесплатен паркинг за жителите на општина Центар во еден дел на територијата на општина Центар, така да сега имате недефинирана територија и не знаете кој каде може да паркира, односно попластично да кажам, секое возило кое сега се паркира на местата каде што биле обележани, а сега се отстранети, може да биде слободно подигнато со пајак и за тоа да претрпи одредени санкции кои што ги или казни. Со самата таа постапка на јавното претпријатие улици и патишта се нанесува и финансиска штета на претпријатието, бидејќи на истите тие места претпријатието остваруваше одредени приходи.
како јавно предпријатие, веднаш за тоа го информиравме надзорниот и управниот одбор, кој утре дента има и вонредна седница и побаравме да се донесат неколку предлог заклучоци кои што ќе се представат пред Советот и истиот го замолуваме да ги усвои, со што не би се продолжило понатамошно, односно со истите тие заклучоци да се достават до градот Скопје и до МВР, како би побарале пред се како Совет, како градоначалник јавно предпријатие, а пред се заради интерес на граѓаните на општина Центар и зачувување на јавното предпријатие, да ги одложат со времена мерка постапките, кои што планираат уште да ги спроведуваат, и со што би се зачувала целовитоста на паркинзите на општина Центар и не би се настанал хаосот кој веќе полека се случува. Предлог мерките од управниот и надзорниот одбор се ви се доставени. Значи, ја само ќе ви ги прочитам. Предлогот од Советот на општина Центар за донесување на одлука за задолжување на градоначалникот на општина Центар да спроведе внатрешна контрола на актите кои се однесуваат на јавното предпријатие за јавни паркиралишта, паркинзи на општина Центар и другите предпријатија кои стопанисуваат со јавни паркиралишта, а се на територија на општина Центар. Значи, кога оваа предлог мерка ја бараме, со што ќе се утврди фактичката состојба на јавното предпријатие, но воедно истото бараме да се побара информации за другите, односно другото јавно предпријатие кој исто ги уредува паркинзите и на други места во делото, пред се во општина Центар, тоа е градскиот паркинг, јавното предпријатие е градски паркинг, истите, како и ние што ќе поднесеме целосна документација со што располагаме, исто и они да го направат истото, бидејќи има и слични ситуации каде што па град Скопје не постапува со инспекцијски служби и не реагира со дописи ни од МВР ни од град Скопје за потребни документации или забелешки. Потоа исто бараме предлог до Советот на општина Центар за донесување на одлука за временно продолжување, за вршење на дејностна, односно утврдување на фактичка состојба која ја имаме, за стопанисување со јавните паркиралишта на територија на општина Центар, со кои стопанисуваше во целиот изминат период се до 3.10.2013 година, а ваквото временно стопанисување да трае до конечно завршување на постапката за добивање на согласност и сообраќајни решенија, а која е веќе во тек. Чисто сакам само да го информирам и Советот дека заедно со проектантите кои што ги имаат работено претходните проекти, веќе постапивме на 12.9.2013 година во градот Скопје поднесовме ревидиран проект со сите забелешки и се договоривме во заедничка координација на лице место да ги отстрануваме сите забелешки кои они ќе ги дадат или ќе ги даде МВР, како проектот би добил потребната согласност. Воедно ви информирам дека утре исто го ревидиравме и го предаваме проектот за секторот Буњаковец, пред се за динамички сообраќај, а потоа и за стационарен и сите понатамошни проекти кои се потребни. Со самото тоа исто и третата предлог мерка, доколку оваа ситуација остане ваква како што е или се продолжи по записникот кој што го направи инспекцијските служби, а тоа е да се отстранат целосно се отстрани вертикалната и хоризонталната сигнализација по секторите Дебар Мало 2, Буњаковец целосно, улиците Народен фронт, Васил Ѓорјов и другите кои беа наброени, ќе се направи голема финансиска штета на предпријатието, пред се за целата сигнализација која е поставена и која утре доколку би се добила согласност за сите проекти повторно ќе треба да се поставува, а која не е мала и претходно ја поставувал некој друг, ќе се настане хаос во паркирањето и со тоа ќе се скратат приходите од кои што јавното предпријатие ги сервисира своите добавувачи, платите на вработените и така натака. И со тоа ќе треба да се направи потребни измени во финансискиот план за 2013 година јавното предпријатие и со истите измени ќе се направат одредени штети пред се кон сите добавувачи што ги имаме, вработените и така натака. Благодарам.